Како растат барањата на Бугарија, така расте песимизмот кај македонската влада. Посе изгледа Македонија е далеку од решение за спорот со источниот сосед до крајот на француското председателство. Премиерот Димитар Ковачевски вели дека е потребно достоинствено решение, кое ќе биде прифатливо за двете држави, а Македонија не е подготвена на никакви отстапки. Во овој момент не постои документ кој што е заеднички прифатлив за двете страни и кој што може да представува основа за решение. Никакви отстапки, со оглед на тоа дека разговорите и решението мора да се заснова на европски вредности, мора да се заснова на почитување, меѓусебно почитување помеѓу политичарите, институциите и граѓаните на двете држави и задржување низ разговорите на достоинството на граѓаните на двете држави. Шефот на дипломатијата Бујар Османи вели дека не смееме да наседнеме на провокациите, коментирајќи ја изјавата на председателот Румен Радев, кој во Германија порача дека нема да дозволат ширење на македонизмот во Европа. Според Османи, сега топката е кај Бугарија, која треба да ги усогласи ставовите во однос на Македонија. Има чинители во Република Бугарија кои што не само што сакаат блокадата да продолжи, туку и по можности вината да биде наша пред светот. И затоа има и обиди за блокада и обиди за провокација. За да ние наседнеме, за да направиме грешки во овие последни недели од овој циклус на процесот и ако не само ние, барем да бидеме изедначени на масата пред Европската Унија како заеднички виновни. Не, до сега е црно-бела состојбата. Република Северна Македонија нема ниту една забелешка од било кого по однос на пристапот во овој процес. По пораките на високиот представник на Европската Унија Жозеп Борел, дека после 30 јуни ќе дојде до криза во односите помеѓу Унијата и Западен Балкан, и Османи вели дека граѓаните веќе губат доверба во ЕУ. А ако не ги почнеме пристапните преговори до крајот на француското председателство, кредибилитетот на Унијата ќе биде во уште поголема криза. Во врска со барањето бугарите да влезат во македонскиот устав, вели дека Бугарија не може да го предуслови почетокот на преговорите со финализирање на уставните измени, нешто кое треба да се решава пред самото членство во Унијата, односно откако ќе започнат пристапните преговори.